Почитувани присутни, почитувани граѓани, почитуван председателе, колешке Кузмановска. Рековте дека вие изразувате сомнеш, бидејќи за донесување на овој закон не се консултирани синдикатите. Не е точно. Овој закон е производ врз основа на консултација со сите граѓани на Република Македонија. Посебно со оние граѓани кои работат, а не можат да ги прехранат своите семејства. Значи дека овој концепт кој што ние го заговараме во овој закон за минимална плата од 12.000 денари и тоа во сите дејности во стопанството и нестопанството, значи дека ние ја исправаме една неправда која што вие им ја нанесивте на работниците кои што ги ставивте во неравноправна положба, кога за една категорија на работници изгласавте закон со минимална плата од 10.080 денари, а за другите изгласавте закон во кој што ги ставивте со минимална плата 9.590 денари. Зарем едните и другите не плаќаат иста цена за леб, за масло, за млеко? Зарем сите тие не плаќаат иста тарифа на електрична енергија? Не, почитувана колешке, овој закон само ќе биде закон кој што ќе овозможи да имаме што постабилни домакинства во Република Македонија и сите да се чувствуваат равноправни. Ние со овој закон, кој што вие велам дека концептот за минимална плата е концепт кој што функционира во многу развиени демократии, меѓутоа и значи правилна распределба на севкупниот доход. Да, ќе биде правилна распределбата ако сите започнуваат од една за иста минимална плата. Почитувана колешке, ние се обврзавме пред граѓаните дека ќе градиме општество, еднакво општество за сите граѓани и нема да ги делиме граѓаните по ниту една основа. Со овој закон, со оваа измена, ние започнуваме со реализирање на нашата економска програма, а дека не е маркетиншки трик пред изборите, кажува тоа дека самиот тој се темели врз основа на испитувања кои што се добиени меѓу граѓаните, кои што се преточени во планот за живот на Социјалдемократскиот сојуз, а подоцна и во програмата на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Овој предлог закон за минимална плата не е популистички. Овој само ќе овозможи граѓаните да се чувствуваат равноправни, еднакви. Благодарам.